Време е за вториот разговор ова денешно издание на утринската програма и оваа тема ја најавивме на самиот почеток од емисијата. Говориме за новитетите предвидени со измените и дополнувањата на Законот за катастар на недвижности. Одговорите на нашите прашања утрово ги бараме од Сонја Димова, доктор по геодетски науки и државен советник за геоматика во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија. Председ, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добре, најдов. Димова, зошто се прават измени во Законот за катастар и што тоа точно ќе значи за граѓаните? Па, основната причина за отпочнување со измените и дополнувањата на Законот за катастар на недвижности произлегува од информацијата поврзана со извештајот од Doing Business на Светска банка, со која и се препорачува на Агенцијата за катастар на недвижности да отпочне со измени во Законот заради подобрување на деловната клима. Во таа насока, во измените и дополнувањата на Законот за катастар се предвидени неколку одредби кои имаат за цел да го подобрат квалитетот на податоците запишани во катастарот на недвижности, потоа да го зголемат процентот на запишани имоти во катастарот и да го активираат, односно вклучат механизмот за исправка на грешки кои настанале во катастарот. Во врска со исправката на грешки се воведуваат можности сите грешки кои што се резултат на ситуација кога имаме погрешно прибрани податоци од терен или погрешно пресметана површина на катастарската парцела, погрешно исцртана гранична линија на катастарската парцела, односно податоци кои што се несоодветни при внесувањето во базата на катастарот, а се поврзани со адресата на собственикот, односно недвижноста, или со личните податоци за собственикот, да може да се исправат. Исправката на грешките во катастарот ќе врши Агенцијата за катастар на недвижности по службена должност, меѓутоа и граѓаните имаат можност да поднесат барање за исправка на грешка. Исправката на грешка е ослободена од финансиски надоместоци, значи ќе врши Агенцијата без надоместок, а граѓаните само со поднесување на пријава за исправка на грешка ќе може да ја поправат грешката која воочиле во катастарот. Во постапката на исправка на овие грешки, Агенцијата ќе донесува потврда и потврдата ќе биде доставена до сите засегнати страни, односно до сите лица кои се наоѓаат во тој имотен лист во кој што се врши исправката на грешката. Што точно е предвидено за незапишаните имоти во катастарските општини, кои имале пописен? Во однос на незапишаните имоти, генерално може да се класифицираат на два дела, значи незапишани имоти кои што се наоѓаат во катастарски општини кои имале пописен катастар и имоти кои што се незапишани се наоѓаат во катастарски општини кои имале премерен катастар. Во однос на пописниот катастар би сакала да напоменам дека се работи за катастар кој е создаден негде од прилike во период 1950-54 година за потребите на фискализација и основна карактеристика на овој катастар е што граѓаните имаат поседовен лист, меѓутоа во премерот не се премерувани детално границите на катастарските парцели. Значи во пописниот катастар катастарските парцели немаат точна, односно прецизна просторна локација, што ствара потешкоти во нивната идентификација при уписот во катастарот. Вкупно на територијата на Република Македонија постојат околу 250 катастарски општини кои се со овој тип на катастар, кој претходел на катастарот на недвижности, и во главном они се распоредени најголемиот дел во општина Чашка Велешко, потоа во општина Маврово, општина Гостивар и општина Македонски Брод. Воочувајќи ја потешкотијата при уписот на овие имоти во наведените катастарски општини, Агенцијата за катастар на недвижности уште од 2013 година отпочна со изработка на годишна програма за ажурирање на податоците и упишување на овие имоти кои што се наоѓаат во катастарските општини со пописен катастар. Морам да кажам дека и покрај постоењето на годишната програма во изминатиот неколку годишен период, таа не ги даде очекуваните резултати, односно бројот на запишани имоти се зголеми за 1 до 2%. И исто така важно е да се напомене дека во овие катастарски општини околу 80% од имотите не се запишани во катастарот. Токму заради тоа што во тој пописен катастар тие немаат прецизна просторна локација. Агенцијата за катастар на недвижност има направено премер на овие подрачја на наведените
околу 250 катастарски општини. И сега со измените и дополнувањата на законот, кои што се предложени од страна на Агенцијата за катастар, се отвора можност да се запишат овие имоти во катастарот по службена должност, меѓутоа и по барање на странка. Како основа за упишување на имотите, ќе се користат податоците со кои располага Агенцијата за катастар на недвижности, а тоа се катастарските планови и поседовните листи за лицата кои имаат имот во тие катастарски општини. Воедно морам да кажам дека граѓаните исто така со поднесувањето на пријавата ќе можат да извршат запишување на нивните имоти во овие наведени катастарски општини. Едино геодетски елаборат од страна на собствениците ќе биде потребен само во случаи кога на катастарската парцела е изградена зграда или некој објект, бидејќи истиот тој не е евидентиран во катастарот, и во случаи кога при премерот собствениците не ги обележале нивните парцели, односно нивните имоти, така да геометрите кога биле на терен не биле во можност да ги приберат потребните податоци. Значи, само во овие два случаи странките, односно граѓаните, ќе треба да со барањето за запишување на имотот да достават и соодветен геодетски елаборат. Секако правниот основ е задолжителен и ќе го користиме поседовниот лист за да вршиме идентификација на катастарските парцели и нивно запишување во катастарот на недвижности. Инфраструктурните објекти досека има проблем при упис во катастарот. Со новите измени дали ќе биде надминат овој проблем? Што се однесува до инфраструктурните објекти, станува збор за инфраструктурен катастар кој е релативно нов, е воведен во 2013 година. И со овој инфраструктурен катастар се создадени можности да се запишат сите видови на инфраструктура и истите да добијат имотен лист. Во однос на инфраструктурните објекти, кога станува збор за подземните, нивниот упис се врши по едноставно, можам да кажам, бидејќи не е врзано запишувањето на подземните инфраструктурни објекти со содржината, односно со имотно-правните работи на земјиштето. Значи, во случај кога станува збор за подземни инфраструктури, како што се водовод, канализација, оптички кабли, бакарни кабли, слично, тие и по законот за легализација може да се запишуваат во катастарот, без да бидат решени имотно-правните работи за земјиштето. Проблемот се јавува кај надземните инфраструктурни објекти, кои што се изградени над земјината површина, и во досегашните одредби од законот, еден од условите беше да бидат решени имотно-правните работи за земјиштето, за да инфраструктурниот објект може да се запише во катастарот на инфраструктури. Сега со законските измени се предлага одредба која ќе овозможи запишување на надземните инфраструктурни објекти во катастарот на инфраструктури без да бидат решени имотно-правните работи за земјиштето. Со тоа што агенцијата има обврска во имотниот лист за инфраструктурниот објект да внесе прибелешка дека во рок од 3 години ќе треба да се решат имотно-правните работи за земјиштето. Исто така, ваква прибелешка ќе биде внесена, како што напоменав, во имотниот лист за инфраструктурни објекти, меѓутоа и во имотните листови за земјиштето, низ кои поминуваат овие инфраструктурни објекти. Во однос на инфраструктурните објекти, ова одредба ќе биде од полза исто така за АД МЕПСО и АД СМ, бидејќи во досегашната постапка, согласно законот за преобразба на АД СМ, овие институции има проблем во запишувањето на нивните инфраструктурни објекти во катастарот и наведената одредба ќе овозможи инфраструктурите кои се во нивна сопственост да бидат запишани во катастарот на инфраструктурни објекти и да добијат имотен лист за инфраструктурите со одредената наведена прибелешка дека во рок од 3 години наведените институции ќе мора да го решат имотно-правниот однос на земјиштето со сопствениците на кои се изградени овие инфраструктури. Ова одредба исто така ќе може да се користи и во случај кога се применува законот за користење и располагање со стварите во државна и во општинска сопственост, бидејќи во тој случај, доколку се донесе одлука за запишување на сопственост на некоја инфраструктура во сопственост на државата, тогаш истата ќе може да биде запишана во катастарот на инфраструктурни објекти, а прибелешката за решавање на имотно-правните работи за земјиштето кој треба да ги направи Република Македонија, повторно ќе биде запишана во имотните листови и за инфраструктурниот објект и за земјиштето.
Значи, овие се тие измени кои што се однесуваат на олеснувањето на уписот на инфраструктурните објекти во катастарот на недвижности. На крајот овој разговор, ајде подетелно за тоа каква е соработката на Агенцијата за катастар на недвижности како државна агенција со приватниот геодетски сектор. Па, приватниот геодетски сектор е организиран во Геодетска комора на Република Македонија и нашата соработка е на професионално ниво. При изготвувањето на измените и дополнувањата на Законот за катастар на недвижности, истите беа доставени и до Комората на геодети, беа разгледани од страна на Геодетската комора, за одредени членови, дури имавме и заеднички дефиниции, значи заедно на работни состаноци ги испишавме тие одредби, кои во главном беа поврзани со изработката на геодетски елаборати, бидејќи тие се во надлежност на приватниот геодетски сектор. Исто така е значено дека со измените кои што се предложени во овие законски одредби, нови, кои што се сега во фаза на донесување, се предвидува воведување на еден нов институт, тоа е ставање на овластувањето за овластен геодет во мирување. Тоа е направено од причина што согласно законските норми, овластените геодети имаат обврска да посетуваат настава, односно едукација од областа на геодетските работи и катастарот во трајање од 30 часа годишно, на годишно ниво. Меѓутоа, поради обврски, работа во странство, се случува да приватните овластени геодети не можат да посетуваат вакви обврски и бидејќи е условот за продолжување на овластување да они имаат посетувани облуки, се јави таква ситуација во изминатите неколку години да на одреден број на колеги не им беше продолжено овластувањето за овластен геодет. Токму заради овие причини, во законот се уведува институтот мирување за овластување, преку кој институт овластениот геодет лично или преку полномошник може да поднесе барање за ставање во мирување на овластувањето. Мирувањето ќе трае согласно законот најмногу до 5 години. 3 месеци пред истекот на рокот од 5 години, овластениот геодет е должен да поднесе барање за прекин на мирувањето, при што Агенцијата за катастар на недвижности за изминатите години, кога геодетот не посетувал настава, односно не посетувал едукација од областа на геодезијата, ќе организира посебна обука за овластениот геодет и потоа ќе донесе решение за продолжување на за прекинување на мирувањето, односно за активирање на овластувањето за овластен геодет. Така да соработката со Геодетската комора е исклучително важна, бидејќи работиме во иста област и практично сме партнери во целата ова активност и во задачите кои ги реализираме. Димова, ви благодарам за одвоеното време за разговорот, за сите оние нови активности, тука сме како медиум да информираме. Благодарам за поканата. Одиме понатаму, време е за музика, потоа и најновите информации од земјата, од светот или третиот информативен блок во рамки на утринската програма. Останете на првиот канал на Македонската телевизија.